се во ова земја е далеку, кај да тргне човек, кај да вози, без неколку сати не може никако да помени. Значи денес ходиме на Камбера, моментално е 17 степени, еден преубав зимски ден, јулски. Во Сидне околу близу 20 степени, Камбера сабале проверив околу 2-3 степени беше така нешто, значи огромна разлика, а на само на 300 км од далеченост. Се вози брзо, али 110 е максималната брзина овде во Австралија. Има добри патишта, доста места низ земјата, има исто и камери, така да нема бегање. А и повеќето од австралијаните ја поштоват брзината, значи околу 110 и се придржуваат кон таа брзина. Полни патиштата со камиони. Сиднеј, Мелбурн. Сиднеј, Мелбурн, има луѓе што го работат то секој ден. И земат и добри пари. Таму има доста луѓе што одат и во Западна Австралија. Значи тоа е голема долга тура. До Западна Австралија негде до Перт можда сигурно околу 50 сати возење. Овде нешто се работи моментално, гледаш и 80 го имат направено. Значи строги се ептен овие законите кои ќе се работи за брзина и возење. То чудо нешто, не мислам дека во ниједна друга земја во светот има толку регулација на брзината колку во Австралија. Мелбурн ми кажеше еден пријател на кај Перт со камион. Значи мора да помини Викторија, државата, па Јужна Австралија, кај што е Аделаида главен град, и таму веќе последната Западна Австралија, во површина Западна Австралија најголема во целата земја. И имало некој дел од автопатот кај што влегва со камион и вози 200 км само право, ни лево ни десно, вика ова е најдосадниот пат за возење. 200 км пушка прав пат. Плани некои високи како кај нас, например, на Балканот нема. Равна земја и се е право. Луѓе продават разни мандарини. Мандарини. И смокви? Овде што пише на другото? Банана бред. Хани, метеш. Има доста луѓе што живеат надвор од големите градови, па можда и да не живеат и да патуват, али можда дека има раздвиженост денеска и како за недела, за викенд, пошто ова е една типична слика за автопатот. Не бе вистина стварно нешто да претрча, нешто да... Ништо, апсолутно, не знам што е работата, дали од времето, дали... Само неколку кенгури удрени по патот и тоа е тоа. Инаку како што возиме моментално, негде отприка на пола пат меѓу Сидне и Камбер и веќе се навлегва во внатрешноста на Австралија, и чим се навлегва се повнатре и веќе се може да се примети и тој див свет на Австралија. Најпознати сигурно кенгурите, коалите, чудна работа, имав едно видео направено пред некое време, ги има само на источниот дел на Австралија. Јас пред да ми го каже некој тоа нешто, јас мисля дека се распространети низ целата земја, али претежно биле на источниот дел, значи негде од Дарвин па се надолу до кај Аделаида. Што се однесува до кенгурите ги сметат за штетен дивеч овде во Австралија. Има многу, значи го речам многу, значи она претерано многу, дури ги тепат, се организираат и ловџи
и одат и ги тепат. Пошто на некои од фармите од места такви му предизвиква доста штета. И ги има премногу. И чудна работа ако се вози ноќе, ми имат кажано дека значи има некои предели со многу кенгур, значи претерано многу кои ќе прават некои преселби, некои миграции, значи може да бидат по 200-300 да преминват. И тука веќе може да застанат негде покрај патот и директно може да скокне во колата. Чудна работа од животно, директно скока во колата, втркала влегла. И доста луѓе и стават големи браници на колите за да не ја свитка колата. Цело мускула ќе мани, ќе извитка цела кола, ќе направи голема штета. Луѓе што патуват горе-долу, тие ги имат претежно големи коли со браници. Уште една работа кој ќе тргнете на толк пат во Австралија, се заприметват многу винарски визби. Видовме доста денеска винарски визби, кој ќе се вози надолу од кај Сиднеј негде на кај Камбера. Едно место има познато, најпознатото место ако не со тие винарски визби, се вика Ханта Вели. Можда имаме нешто снимено од Ханта Вели? Ниједна снимка нема? Треба да снимиме. Че во Австралија исто има претерано. Ако одиме другата недела ќе снимиме нешто обавезно и таму. Значи место кај што може да цело сето организирано со престој, со хотели, со места кај што можат да спијат луѓето и додат да тестират вино, му дават во малечки чаши, знаеш. И поентата е да тоа вино што ќе ви се бендиса, да го купите. Али во ова земја има претерано многу вино. Знаеш дека има од Сиднеј до винарите има атракција со хеликоптер. Абе, во Австралија за да ги земат парите имаат колку сакаш атракции. Од Сиднеј може да се оди било каде со хеликоптер за негде околу неколку илјадарки и ќе те однесат кај сакаш. Али има толку многу вино во Австралија што тоа е стварно човек да се чуди. Мислев дека ние во Македонија имаме многу вино, али во Австралија има исто претерано големи количини. Едно време се мислев јас и да се донеси вино од Македонија во Австралија за да може да се понуди на днешниот пазар. Има тага за јук, има, али днешното вино е многу квалитетно. И ефтино. Човек да влези во една продавница за алкохол, ќе најди 300 врсти на вино. И на ефтиното дури $2 до $3 е. Толку многу вино. Значи има литар вино во Австралија за $2 да се купи. Луѓето што се меракле или што пијат количински на вино може да без пари да купат. Те од колеги патиките. Готови сте? Ајде излеземе малце да видиме што се дешава овде. Значи вакви места за да може човек да се одмори, ќе се најдат можда на секој 5 до 10 км на секој отворен пат овде во Австралија. И што е добро, секој одмор е добре дојден. Се вози по 3, 4, 5, 10 сати. Одмор е неопходен. За жал тоалетот зад мене беше во средно жалосна состојба, така да најдовме два други тоалети овде. Да. Возиш ти? Да. Ајде тогаш, ајде. Дај ме ќе вади. Не ти стигат нозете.
Брзај сите? А? Брзајте се ти автопатче клучуваме се. Е, сега. Се врза? Yeah. Lola, I can't believe I forgot. Замрзнав, не. That's it. Yeah. I've got some food in me now, Mummy. I'm not full of cookie. I'm not sure about that. Еве го сега, кај што се исклучуваме за Камбера. Driving us. Еве сега, ова е, Закам. Are we in Canberra? се исклучуваме сега за Камбера, а колите што одат десно, тоа е патот за Мелбурн. До Камбера од тука негде отплика 70-80 км, што значи колку негде пола сат. 40 минути, така нешто. Еве, с друг знак, сега ќе видиме колку има точно до Камбера од тука. 76. 76 км, па негде отплика 40 минути, така нешто. Ова е толку голема земја што просто неверојатно колку има место за многу луѓе да се населат. А населена е само во тие 4, 5, 6 големи града, а овде во внатрешноста е цела скоро празна. И сега се трудат да населат, гледаш, за да ти дај виза, не знам, нешто подслушнав, за да ти дај виза, добиваш напоени ако се населиш во некое од овие што се понастрана места. Тоа за студенти? За било кој ќе аплицира за виза, треба поени да собираш, пример 5 од ова, 5 од она, не знам како оди. А ако се населиш, например, негде надвор од овие главните градови што се поголемите, добиваш уште екстра поени. Јас имам слушнато за луѓето што идат на студентска виза претежно од кај нас и што викаш, кои ќе треба да се берат поени, му дават некој извесен број на поени, дека пример, не знам, 50 или 100 им, за да стигнат до таа бројка на поени, што вика Дијана, треба да се му дават одреден период да живеат надвор од големите градови со цел да почне да се населва Австралија во внатрешноста. 2 години мислам дека мора да живее, ама ти за 2 години кој ќе седнеш негде малце потешко е да се иселиш после. 2 години што викаш да заседнеш негде да почнеш нов живот, па треба се враќаш назад. Не е лесен процес. Без ја тоа е целта. Има уште едно многу интересно животно, овде го викаат вомбат. Што е по наши бомба? Вомбат. Не мислам дека имаме ние израз За бомба? за вомбат. Ама ако нема, не мислам дека го има на друго место освен во Австралија. Има како глава од глушец, а тело од некое мало Прав. диво прасе. Чудно животинче. И цело е мускул. Исто како кенгурото, ако го удри кола, ќе оштети в крај колата. Се вика вомбат. Изгуглајте, напишете вомбат со дупло В и ќе видите за какво животинче се работи.